ВМРО ДПМН посветува сериозно внимание за унапредување на сите општествени сфери, а особено на образованието. Ова го истакна од партијата на денешната пресконференција. Наградите за најчисти и најбезбедни училишта за Васил Главинов и Рајко Жензифов, велат од ВМРО ДПМН, представуваат потврда за вложувањата во образованието. Во изминатиот период во Васил Главинов, велат од партијата, реализирани се низа активности, како санација на подови и реконструкција на кабинети и спортски сооблекувални. Изграден е лифт за учениците со физички хендикеп и дополнително за овие ученици изградени се 2 нови и реконструирани 4 тоалети. Реновиран е холот и работните простории на стручните служби. За подрачните училишта во склоп на основното училиште Васил Главинов се изгради целосно нов објект на подрачното училиште во село Сливник, кој е опремен со инвентар и компјутери. Во подрачното училиште во село Клуковец заменет е покривот, изградени се нови тоалети и заменети се прозорците. Во училишниот објект во населба Превалец реновиран е подот и прозорците и целосно бетониран и уреден е училишниот двор. За активностите во Васил Главинов и Рајко Жензифов инвестирани се над 34 милиони денари, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Не помалку во овој период, велат од партијата, се инвестирало и во Рајко Жензифов. Основното училиште Рајко Жензифов во село Горно Оризари изградена е целосно нова училишна зграда, реновирана е училница во која се заменети вратите и прозорците, извршена е санација на кровот и реновирање на санитарните јазли. Поставени се сончеви колектори. Почитувани, сите досегашни ветени и реализирани проекти се мотив повеќе да се продолжи со континуираните заложби во рамки на еден од клучните програмски приоритети. Токму затоа и во периодот кој следи, ќе работиме неуморно и макотрпно, со ист интензитет и со целосна посветеност кон граѓаните. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН со став дека граѓаните и во иднина ќе даваат поддршка на политиките кои носат подобар живот и развој на градот.